Георги за мене не беше обврска, него за мене Георги беше приказна. Тоа е нешто на кое што сум многу горда, патронатите кои што ги имавме организирано. Професорите се многу пред се психолози. Тие разбираат што значи да пробуваш да направиш нешто од себе и да вложиш во себе и ти даваат многу прилики и многу шанси. Тоа што го учиш е битно да го разбереш. Не е само да имам петки, ме сваќаш, може и да кикснеш. Физика, знаеш онака која нема ти тргне? Да. Јас го имам поправано секој можен тест по физика. 10 јуни јас сум таму, ама не да се поздравам, јас сум таму да одговарам. Клубов собира 60 луѓе. Ние со другаркава пресреќени, ајде идеме, знаеш, ден на чистење на училиштето, доаѓаат во школа, се појавуваат, значи веруваш или не, 7 луѓе од 60. Пробаш што ти во ранец да пикнеш 20 скрипти, само се откажуваш. И на крај врвот патеки спорт. И толку, тука лансираш ранецот у истата секунда, тука се откажеш, 24-ка не доаѓа, ранецот не се закопчува, прва смена сум каснам и дуксерот ми мириса на заостанато, толку. 4 години поред основе благајник и председател, мојот најголем страв. 31 декември во 10 саат на одговарање германски, ја отидов одговарав пола саат, отидов после тоа манго, си купив нови фармерки за денска журка и отидов на Нова година. Извинете, класно што ви говорам, знам дека е 12:30. Здраво, јас сум Калина и добро дојавте во новата епизода на Средношколски реални муабети под подкастот Нустарс. Денеска е малку поразлично, бидејќи правиме колаборација со Средното училиште Георги Димитров. Денеска како гостин имаме еден од поуспешните ученици кои што завршиле во Георги, може да се представиш? Здраво, јас сум Ангела Гиевска, веќе завршен ученик во Средното училиште Георги Димитров и сега веќе е дипломиран економист на Свети Кирил и Методий факултетот во Скопје. Како за почеток, имаме малку прашање за запознавање најпрво со Средното училиште, и ако имате слушнато во претходните епизоди како јас зборам за Георги, мислам дека може да добиеме друга слика веќе со некој постер. Ако твојот живот во Средно беше Netflix серија, филм, било што, која би била таа? Дефинитивно можам да кажам врз основа на мојот клас во кој што учев. Моето искуство во Георги Димитров беше некој микс од The Brooklyn Nine-Nine и The Office. Пошто беше као една таква хаотична сцена мојот клас. Ние бевме мешавина од 3 смера. И тоа беше еден таков хаос, поготово кога ќе влезеа професорите математика и физика, тоа беше катастрофа една. Кој смер превладуваше во твојот клас, например ПМА, ОХ, кој? Во мојот клас превладуваше јазичниот смер. Значи, ние бевме јазичен смер со ОХ и ОХБ смер, така што општествено-хуманистичко А и Б. Меѓутоа, повеќето беа ученици од јазичен смер и можам дефинитивно да кажам дека кај нас беше една тотална хистерија кога беше тест по математика, тест по физика, хемија и така натаму, ама нашиот момент како клас беше кога ќе дојде професорката по македонски јазик, историја и слично, затоа што тогаш веќе ние бевме класот кој што напаѓаше од сите фронтови, затоа што ние обожававме да говориме, да зборуваме, да дебатираме и слично. Така што, кога можам да го представам, тоа дефинитивно ќе биде еден хаос во полициска станица со онакви чудни моменти кога ќе дојде момент за тест по математика. Кај нас во клас, бидејќи имаме завршено во седмицата, односно мешаниот клас француска, кај нас преовладува ПМА смерот, и кај ние сме скрос обратно, кај нас ќе влезе македонски историја. Тишина, мрак, ништо. Значи, мислам дека по онака прашање ќе праша што стварно треба да го знаеме, по македонски веќе кажам, никој, тишина, као, не знам, лирика што и ние си вака ја гледаме, сме ко тишина, или историја ќе влезе и ќе напраша, не знам, најосновните прашања, кој е открил Америка, тишина. Толку е, а после на ПМА, истото е. Истото е, ама има некои избаци тука ќе се јави, некој ќе го спаси од елението, ама затоа на биологија рендаме, дали четворица се ПМБ, искрено да кажам, мислам, толку сме. ПМА сме 20 и нешто деца. Кај мене беше тотално обратно од тука, значи во овој момент ќе искористам прилика да си го поздравам професорот по физика Јован Јанушевски, кој што за мене беше инспирација како професор.
И многу смешен дел од моето средно, односно од Ѓорги, е тоа што јас за разлика од сите други предмети, каде што стварно се трудев и учев и се, физика, знаеш онака која нема ти тргне. Да. Едноставно предметот не иде. Да. Ти преврти се наопаку, значи од часови зимање од свет, тоа не иде и не Вади иде. некоја формула, ти изведува на табла и ти после ќе џабе. видиш, ти не конташ кои се елементите, Као букви све има. пишано у тетрадка, идам дома да го прочитам, исто и сум као што се десило тука. Да, и си запишеш некој ремайндерс, џабе ремайндер, не знаеш што Нема. се ремайндаш Нема. буквално. Ама- Или не знам, на хироглифи ми личи Да, цела да, табла. скроз, Да. као, и така бев јас со физика 3 години, ама професоров што ми беше мене по физика, значи човекот онака толку имаше сватено дека ние како смер не сме физичари, не сме математичари и толку многу се трудеше кај нас да ја пренесе физиката на начин, на најбанален начин да ја сватиме. И јас го имам иначе поправено секој тест по физика. Од прва година до крај на трета година, јас го имам поправено секој можен тест по физика. Значи не постои тест што мене не ми е поправен. 10 јуни јас сум таму, ама не да се Физика. поздравам, јас сум таму да одговарам. Тоа е тоа. И човекот некако така ни приде како клас да искрено сега имаме засакано физиката, што е најсмешно од све, ама некако тоа е нештото што сум го кажувала секогаш, ако професорот знае да е тука за тебе и да те води низ нештото, секогаш ќе бидеш окей со тоа. Апсолутно, мислам дека тоа е најбитно во секој предмет, поради една причина тоа е ако професор не ти покаже како треба и не те направи го сакаш предметот, Така а обратно ќе го замразиш до животно Така тој е, предмет. апсолутно. И не знам, многу случаеви имало од основно во средно кога се префрлеш и сега во основно имаш нека друга гледка овона, а во средно ќе доја некој предмет кај што ти мислиш дека си најдобар, како некој те бутнал по скали десило доле. тоа. Не се дешава тоа, ништо што си учел претходно не се појавува таму. Апсолутно. Си апсолутно збунет и си кој чекај маце дали точен смер имам пишано. Што се случува овде? Да. Значи хаос беше. Влагам прв ден во Ѓорги, сум као кај дојдов? Да, и влагаш во Што се училно си дешава? кој... Никој не знаев. Значи, знаев само едно девојче, што учеше со мене во основно, иначе завршив во Јана Москоменски. И влегуваме као сите од Јана Москоменски се запишуваат нормално во Ѓорги. Или Орца или Карав беше, као Се во уште мојава така, генерација, да. беа тие три. И ретко да се случи, нели, некој корчаген да отиде. Повеќето бевме тука. И сега, знаеш, ја очекувам на уписи, Да, еле, кој- викам цела Да, генерација да. ми се тука, као сите Да. идеме, ќе имаме прејаки 4 години. И само се гледам у клас кај што знам едно девојче и сум Да. као и сега? Исто, јас знаев две, заврши во Димитар Миладинов, вашата комшија, буквално. А не, грешка, Кузман е тоа. Се избунив. Да, Да, управо си, Кузман е да. тоа, Коменски е во Тафталиџа. Коменски е подоле малце. Да, и ние во Димитар бевме стварно супер група. И сега некој отидо Јосипброс, некој отидо Ѓорги, бевко леле, са топ. Ама има многу добро друштво надвор од основно. И бевко не места сите у клас да бидеме сите заедно и се тоа супер. И мене на 29 август ми вика, ти не си со нас у клас, ти си француска. Готово. Мене векот ми се темни, дечки, ја тука се премислувам дали кара воопшто, еве ќе ги префрлам документите, некој Си бар одам. нов да знам. И знаев дојде војчиња, мои веќе договорени, го им кажани претходна епизода, влагам, погоден клас у животот, буквално Браво. како местен да ми е. Ама не знам, така влегов, сум рикала на 31 август, најдобра другарка ми спиеше кај мене, ја ги гледам оделенијата, никој, боже, не знам, она проба да ги најде на Инстаграм, ја не ги Џабе. знам деца, ама ако гледам, викам, нема шанс, ова е некој од француско Ѓорѓево личи 2008 и се смеевме на тоа многу долг период. Многу професори ми спомна дека во Ѓорги си била многу активна во наставни активности, клубови и све тоа. Дали од моментот кога се запиша во Ѓорги, сакаше да кој знаеше дека ќе бидеш толку со тие во наставни активности или само од нигде никаде се случи? Вака, јас сум од секогаш сум била многу активен ученик и од секогаш сум сакала да бидам дел од најразлични клубови активности, да останувам максимум после часови што можам.
Меѓутоа, кога се запишав во Георги, конкретно не очекував дека ќе бидам дел од истите, затоа што прво сакав да се фокусирам на учењето, сакав да се стабилизирам со оценки, сакав да видам да поминам барем прво полугодие, да дојдам на себе, ама тоа не се случи. Не беше баш така по план. Кога стигнав во Георги, сватив уствари колку можности и колку клубови нуди училиштето, затоа што јас бев дел од преку 5 во текот на моето учење и некако сватив дека колку повеќе си дел од такви активности, толку повеќе текот на средното училиште станува нека приказна. И за потоа да можеш да се гордееш со тоа што си бил дел од тоа средно училиште, мислам дека треба многу да се посветиш на тоа и меѓутоа првичниот план мој беше она бубалица до крај, нема излагање од дома, се затвараш све. Ама тоа многу брзо се промени затоа што сватев каде све можам да бидам дел и од што све можам да бидам дел. Така што многу брзо се тоа се промени. Например, исто така во основно бев многу поангажиран во школа, помагав, краев, не знам, правобранител бев и сето и влагам. Да. И на прв ден од школа класната вика кој сака да биде председател. Никој, што ама 30 деца, никој не дига рака. Ја 4 години оставам председател, само ја дигам рака. И така станав председател и се најпрво наставниците со не те познаваат, не знаеш така каков карактер си. И некако почев да зборам на еден час, па ме запишаа на дебата, па на некои работилници и на крај испаднав да бидам врснички едукатор, односно да предавам на наши врсници. И стварно онака почнаа познаваат и службата во училиштето и онака некои други работи и се запишав на многу курсеви кај што и во наставни активности во училиштето и додаваш и мислам дека од кога се запишав и сега за денот на влюбените правевме Share the Love кампања низ цела школа и бевме ангажирани 3 деца буквално за тоа и навистина онака те сознаваат наставниците, професорите се таму и друга слика градат за тебе на крај денот бидејќи од цела генерација 370 деца 20 ако се ангажирате толку истакнуваш, толку ти е. И тука сакам второто прашање, прашам дали се менува сликата што имаат децата за тебе, ако си на воннаставни активности? Вака, кај мене беше малце перспективата за воннаставни активности поинаква. Сега можеш да кажеш ти од твоја перспектива, меѓутоа јас завршив во 2021 година. Така малце одамна беше тоа. Меѓутоа, знаете како кај нас беше ако си дел од воннаставни активности, тоа беше во суштина губење часови. И тоа е многу различна перцепција има децата кои што навистина се вложуваа во тие воннаставни активности, затоа што тие луѓе можеш да ги видиш кога ќе дојде моментот да останат после часови, да останат да дојдат пред смена, после смена, да бидеш достапен 24/7, да те побара професор, да те побараат колегите со кои што го работиш тоа, тогаш ги препознаваш луѓето кои што навистина сакаат тоа да го прават, затоа што во најголем дел луѓето се као добро идеме на секција, значи идеме да губиме часови. Моментот кога ќе дојде до нешто посериозно да се спрема, тогаш е веќе настанува хаос кај што луѓето од еднаш не им се прави, не сакаат да го прават тоа, бегаат од тоа, бегаат од одговорност едноставно. И тогаш веќе не само ние како ученици меѓусебно, него професорите веќе ствараат една слика за тоа на кого можат да доверат одговорност, на кого не. И во таа ситуација јас се најдов во една многу лоша состојба, каде што во периодот јас кога бев запишана во Георги, еколошкиот клуб беше малку стишен. И јас и уште една моја другарка, заедно бевме во клас, рековме зашто да не, ајде да пробаме да подигнеме нешто наше, да пробаме да се водиме од нешто наше кое што навистина може да остави печат во школото. И почнуваме ние со клубов, значи работевме со професорката Маргарита Гранчиштанова по хемија и со професорката Лидија Бековска по ликовна. Нека секако и со стручната служба, не можам да ги изоставам тука, и професорката Ана по математика, која што беше секогаш тука во Чекор пратеше нас. Меѓутоа, дојде ситуација каде што клубов собира 60 луѓе. Ние со другаркава пресреќени, ајде идеме, знаеш, клуб имаме формирано, газиме, топ имаме иницијативи, соработки, едно друго. И дојде ситуација кај што треба една соработка да се реализира. Односно, тоа беше ден на чистење на училиштето, и дворот каде што, знаеш, 60 луѓе е веќе друга категорија на луѓе, можеш да ги поделиш луѓево, да ги однесеш по други категории,
И ние доаѓаме до ситуација каде што дојдени луѓе во соработкава која што имавме остварено, доаѓаат во школа, се појавуваат, значи веруваш или не, 7 луѓе од 60. Затоа што тоа беше сабота. Се појавуваат 7 луѓе од 60 пријавени и ја и девојчево пропаѓаме во вода. Значи тоа беше една толку лоша ситуација, лоша слика. И јас и девојчево рековме, моравме нешто да се извадиме во тој момент, го презакажавме тој ден и беше ситуација каде што мораш да извадиш, да ги најдеш тие 60 луѓе кои што ти се пријавени, па доаѓаат деца од други училишта и некако го направивме да биде како знаеш, она колаборација меѓу повеќе училишта, го склопивме, некако успеавме нешто да направиме, ама многу ретко се случува учениците да се фокусирани на тие наставни активности и стварно да ги сакаат. Да, например, и јас сум бајќи ангажирана низ цело училиште за многу различни ствари, но кога ќе треба нешто, да, се запишуваат за да бегаат од часи, знаеш, губење на часови и се тоа, но еве и парламент, еве претседател да си, знаеш, во основно имаш меѓу часови нешто, тука ќе изгубиш некој час, ама во средно си пред смена или после смена. Или за дебата сите можни седници што ги имавме беше после смена или пред смена. Многу е поразлично и многу повеќе време трошиш во училиштето, ама навистина ако сакаш нешто да промениш во тоа училиште, стварно треба да си достапен 24/7, например. Треба да проверуваш имејл, треба да проверуваш телефон, се треба да проверуваш, заради тоа што голема одговорност е, сепак тоа ти е тебе втора работа и си ученик и мора да балансираш и школа и тоа. И не знам како имаш постигнувано со организација, беќе ме маат кажано бајги патронат имаш. Да. Како се одвиваше твојата организација? Тоа е нешто на кое што сум многу горда. Патронатите кои што ги имавме организирано, првата година беше во водство професорката Емилија Туфа. Потоа беше во водство професорката Марина Иванова по македонски јазик и литература. Морам да кажам тука дека таа жена за мене беше херој. Значи во тој период, затоа што таа имаше организација на патронати какви што, значи луѓе, ние правиме патронати во драмски театар. Ние правиме патронати. Јас изгледав, јас во трета меѓу четврта година организиравме патронат на отворено, односно јас професорката, клубот Еурека, танцов клуб Еурека, и имавме тука направено со сите ученици, имавме формирано као за секој клас по една како комична анекдота. И јас бев облечена во оддело за против корона, со научари, со маска, со тоа бев како, не знаете, како оние што се луѓе шитат на протести, како јас изгледав така, цело оддело внесена како хемиска лабораторија некоја. И тоа бе такви едни патронати, такви едни прекрасни моменти што ги имам позади мене, за кои што сум многу среќна. Меѓутоа организацијата во тој случај беше многу клучен момент. Доаѓаш до ситуација кај што имаш полугодие, имаш тромесечие, ама исто така спремаш и патронат. И сега спремањето на патронат не е добиваш сценарио го учиш, него тоа сценарио треба да седнеш да го смислиш со професорката, мораш да дојдеш да помогнеш, мораш да даваш иницијативи. Затоа што многу луѓе ги сваќаат секциите како доаѓа професоров, тебе те води, ти кажува што да правиш и ти го тераш тоа. Не е така. Со професорот можеш да разговараш, во тој случај професорот не ти е конкретно професор по хемија или по македонски или по што и да е. Професорот ти е во тој случај ментор и ти мораш да разговараш со него, професорки или професоре, мене ова ми се допаѓа, не ми се допаѓа, да даваш идеи, да кажуваш, затоа што тогаш се надградуваш како човек и како личност, тоа што сакаш да бидеш ти понатака. Затоа што доколку на секоја идеја која што ќе ти биде представена кажуваш да, се губи креативата губиш креативата во сам себе. И јас тука морав да најдам начин како да бидам дел од сите тие секции, затоа што навистина ги сакав, а сепак да бидам одличен ученик, затоа што тоа ми значеше упис на факултет и тоа беше моја лична сатисфакција јас да бидам добар ученик. И тоа беше еден момент каде што јас се најдов некако како во ќоше, не знаев што да правам. Меѓутоа сватив дека за да бидеш одличен не ти треба само учење константно и бубање и све, него ти треба едноставно да знаеш дека тоа што го учиш
е битно да го разбереш. Не е само да имам петки, ме сваќаш, може и да кикснеш, може и да добиеш четврка, може и слично нешто, меѓутоа ако јас сум задоволна од мене и плюс го правам тоа што го сакам на страна, е окей. Да. И то се поправа. И професорите кога те гледаат дека вложуваш во... Апсолутно брзо ќе ти ја поправат оцената. Ќе ти дадат шанса да поправаш. А Да. друго е пример јас само да не се појавувам, да бегам и слично, да барам после шанса. Професорот тоа не го вреднува. Професорите се многу пред се психолози. И тоа е еден голем фактор кој што менува, затоа што ти разбираат што значи да пробуваш да направиш нешто од себе и да вложиш во себе и ти даваат многу прилики и многу шанси. Дефинитивно. Не знам, скроз друга слика добиваат, бидејќи сепак ти се трудиш да направиш нешто каде што не се секој ден за нивното работно место и сепак тоа доаѓа од малолетник, од мало дете, например, од тинејџерот, нешто што им се шета по ходниците, а тоа има нивно работното место и ти пробуваш да го направиш тоа подобро, поинтересно да им биде и некако да склопиш цела генерација со која била генерација да си усмена, пробуваш да направиш нешто ново и да им биде интересно и сепак тоа не се малку, тоа се 600 деца преку сила и ти пробуваш на сите 600 деца на нив да им угодиш. И мислам дека таму се сваќа, например, и родителите од дома го приметува, тоа се гледа кога дете не е ангажирано во школа, оди ради реда во училиште, а друга е кога детето ќе се јави, чекај маца 40 минути да поседам уште маца у школа, ова и ова го правам та. И многу и по дома повеќе ти даваат шанса, например, ако ти не си спремен на вистина, ќе ти каже како добро, ќе го правиш у пето, гледам шо правиш, уживај. Ама многу сум стрекна дека има многу такви деца во нашата генерација, конкретно моментално, бидејќи многу деца онака и по работилниците имаше за булинг, имаше за безбедно училиште, имаше за деца со посебни потреби, различни работилници и многу деца се пријавија да бидат врснички едукатори, кај што ти не губиш час, ти остануваш 4 сати плюс предавање, значи тоа 4 сати не се малци, мислам дека тоа е супер. Тука те прашав, знаеш, за организацијата, мислам. Мислам, сепак морам да кажам дека децата имаат многу различна перцепција за секциите, се додека не влезат во истите. Едно е да ја гледаш од страна секцијата, а друго е да влезеш и да пробаш да организираш, да направиш нешто, да промениш нешто. И од оваа перспектива, каде што веќе завршив факултет и каде што пробувам да се вработам и да најдам мастер исто така во мојата струка, многу помага при вработување и многу помага при барање на странско училиште, како да речеме дали како размена или како било што, да видат дека си бил вклучен во нешто такво, затоа што ти веќе си тимски играч, не си... Имаш и некои вештини кои што ги имаш стекнато, например, комуникација со постар, тоа е многу побитно, бидејќи тебе секој ментор ти е постар од тебе. И имаш, например, брзо мислиш, например, ако патронат ти е на 27, ти веќе на 25 имаш некој проблем, тука 26. Нешто се случува. Некој нема некој болене и тебе брзо почнуваш да размислуваш, брзо ти почнува. Но исто така тука, како што спомна дека си имала и притисок школо и во наставни активности, социјалниот живот. Како е искачање, кафиња света, како си го менаџирала света? Како и секој ученик во Георги Димитров, така и јас, кафето во МТП не можев, значи немаше компромис тука. Кафе во МТП беше нешто кое што мораше да се, беше како ритуал. Се си минеш доле едно Нескафе, веќе те знаат и веќе знаат што да очекуваат од тебе. Не знам, на другарка и каже, она праша колку е Нескафето и се врти вика бива ли секој ден исто да го пише секој ден од 1 септември, не знаеш колку е Нескафе. Кај мене беше веќе ситуација каде што со еден од луѓето кои што работеа таму, сега веќе не се таму за жал, значи ние бевме на повик. Само му звонам, ало, слушај, прави 20 Нескафења или 20 макијата доле, се си минјаме за 15 минути и ние доаѓаме, имаме, тоа беше како се паре во МТП, што беше за нас. Ти предлагаш, да. И некако, тоа беше, ние уствари таму, јас се трудев да дел од моето
еве дел од моите секции или дел од моето учење да биде во МТП, затоа што јас сакав да се соберам со друштво, да ги видам што прават, дали се добри, затоа што јас кога дојдов дома веќе од школа, јас нема време. Тоа беше веќе седнување, значи она седнуваш јадеш, се тушираш и седнуваш да учиш, толку е. Дали ќе се пишеш нешто, ќе се слушнеш, во мојата ера уште не беше толку популарен Инстаграм и Фејсбук и се. Ние бевме повеќе со телефон, ало шо преш. Меѓутоа, искачањето беше петок и сабота. Недела веќе нема шанси. Да, недела е... Немаш тука простор да кикснеш. Се будиш од 10, доручкаш максимум до 11 и веќе кога стига 11-15 те гази време, толку се ти. Немаш више време, она. Да. Така да излегување беше петок и сабота, со тоа што петок и сабота беа денови каде што некако излагаш од реалноста и си као чекај се малце да уживам. Да. Ама петок после школа, кога беше искачањето втора смена, беше тоа одма на брзина. Ова тука едва и се фенираш, немаш време и некој ќе ти откаже плюс 10 минути ти некако имаш човек да се искочите. Да. А сабота беше преку ден учење, најчесто искачаш вечерта. И социјалниот живот, можам да кажам дека мене ми беше во пикот. Јас кога бев во средно, затоа што во ниеден момент немаше да не се слушнам, да не се видам со некој. Јас на голем одмор, јас не јадев на голем одмор. Јас застанав со луѓе да се видиме, што правите, како сте. Чекај маца, што мислиш да втори час шо беше ова? Шо има ова, ти шо, да. Мислам, биологија, мене беше професорката Ружица Момич и она секогаш даваше наставни ливчиња. И тоа беше, значи, на голем одмор, ако се погоди трети, голем одмор, четврти час наставно ливче, тоа беше на голем одмор, значи идеш со книги, со тетрадки, со све, на горе на спрат, што даде професорка, одма да се дискутира. И некако беше, можам да кажам дека ние сме биле толку сплотена генерација, толку и добивав многу поддршка од моето друштво за се што правев, зашто јас можам со сигурност да кажам дека ја не постоев усредно. Значи јас бев ќе ме најдеш или у наставничка канцеларија или во тоа сопчето што е до наставничка, да, значи ќе ме видиш, ама нема да ме видиш, ќе те споменам у ходник, измеѓу хамери, измеѓу листови ќе ме најдеш онака. Ама тоа беше убавината. Да. И луѓето ми доаѓаа со кафе, мислам, ми носеа кафе као добро жива си онака. Тоа беше убавината на моето друштво со кој што ден денеска сум многу блиска. Така да мојот социјален живот беше најубавото нешто од моето средно. Апсолутно мислам дека кога си плюсна такви наставни активности, на пример ќе се појавиш еднаш во 100 години на час, нека стварно да одседиш цели 45 минути. Да одговарам. Да одговараш, вака седиш и се испрашувам, ама сите знае дека знаеш, дека нешто си потватил без разлика што си бил одсутен и нека седиш. Само некој ќе се избеци. Уживите, Калена ќе ја засбори, не се секирај тука, нешто ќе почне да дебатира, она ќе помени. Ми се свиѓа тоа дека некако се подпираат на мене во стварите, во работите кои што знаат дека можам да се истакнам и дека си јам покажано претходно дека нека може и приметувам дека тоа било и кај тебе. Ама мислам дека тоа ми е највеќе драго, бидејќи на пример за најмалите ситници кои ќе ме викнат ми е многу драго, бидејќи мислев кога влегува во Ѓорѓи, мислев дека нема да бидам толку ангажирана. Сепак бев исто како тебе, чекај се ќе учам, 5:00 завршувам првиот сесија. Секој ден ќе се будам во 5, ово не ќе се шминкам. Нема шанси. Недела дена дали работи тоа, после тоа ќе ти мафна кафето у МТП, ќе ти мафне четврти час да те нема и така. Еден голем круг на искрено почнуваш да изгледаш запоставено, доаѓаш на усредно и си као косата ти е мрсна, идеш у првиот дуксер што го имаш фатено, пошто веќе себе се запоставуваш за да го достигнеш. Прва смена ти е 2 недели се пеколни. Она едва го врзуваш репот са балјама, знаеш дека 7:20 дека ќе ти затворат врата за 10 минути. И касниш, автобус нема. Или ја пример пошто живеам кар по 4, чекав 24-ката. Тоа е празна да не се буткам онака. У 22-ка, ама 24-ка чекам да дојде, не се дешава, која нема. Да. И сваќам дека прв час имам математика, сваќам дека ако каснам дека е тоа, и не трчаш, не знаеш кај се наоѓаш, а од друга страна пробаш со тебе ранец да пикнеш 20 скрипти за тоа што имаш у денот да го правиш, не иде. И само се откажуваш. И на крај врвот
патеки спорт. И толку, тука Тоа е лансираш опрема. ранецот истата секунда, тука се откажеш, 24-ка не доаѓа, ранецот не се закопчува, Нема. прва смена сум каснам и дуксерот ми мириса за останато, толку крај, Да, имаш завршува опрема таму. физичко, опрема ликовно. Да. Дидеш на час и само си као, ја имав еднаш како breakdown, тоа беше тоа. Да. Не, фрлив све, се откажав од све и само трчам од дневна и мајка ми онаква ме гледа, шо е сега? Шо се деси сега? Викам, ништо, пали кола, не можам да стигнам, мора да ме однесеш. И ме гледа вака, пешки можеш да дојдеш слободно. Нема автобус, можеш пешки да стигнеш. Ке каснам неоправдан. Океј, правдај го. Како знаеш, и умееш, правдај го. Кај мене немаше, моите родители никогаш не биле тука да, мислам, биле тука до мене секогаш и секогаш ми биле најголема поддршка. Меѓутоа кај мене немало, знаеш, имам секција, не можам да идам на тест. Не може тоа. Нема шанси. Тоа е факултетот и средното и основното биле секогаш на прво место, односно образованието, и никогаш не сум пробала да направам компромис во однос на учењето, секогаш ми било тоа прво место. Меѓутоа, морам да се навратам на една работа што ја кажа, конкретно за одговарањето кај професорите. Точно тоа што си дел од толку активности и што веќе те знаат, еве професорите, колку што е тоа супер, толку е тоа негативно, затоа што имаат од тебе многу високи очекувања. И да се појавиш на одговарање или на тест и да кикснеш или да не си спремна или нешто, тоа е многу голем притисок за мене. Беше за мене барем, затоа што човекот, односно професорот веќе те знае како исполнителна, како одговорна, како спремна на се, и доаѓаш до ситуација кај што ти му викаш на професорот, јас не сум спремен. Тоа не може така. Или пример, и многу мислиш дека друга слика добива веќе за тебе, дека дека има разочарување, дека он мисли дека ова само било некој акт од тебе, така нешто се пробувало да представиш што не си, а навистина не било така во тој даден момент, навистина си немала место. И на пример ќе кикснеш еве четврка и она ќе те тргне на страна и ќе ти каже како јас многу повеќе очекував од тебе и ти си тука толку. Светот ми е крајот срушен. се руши, ти само тој предмет ќе го учиш до крај на година. Се откажувам. Да, се откажуваш од све. Еве историја четврка, историја ме носела на дебата, мене крај на светот тука. Тука јас мислам дека го достигнав дното, толку, тука не сам. И после тоа се поправив на второто тромесечие и толку успев, она ми каже, гледаш, можеш, она очекувам поише од тебе. И ми устреки, не знам, така како од кој ќе паднеш до ќе ти кажа супер си го ќе сега се врати во реалност, си го супер. Не знам што се деси како. Ама тоа е една работа која што е, мислам, за учениците кои што навистина се спремни на такво нешто, тоа треба да го имаат во предвид, затоа што професорите поддржуваат и кога гледаат дека правиш нешто од себе и се трудиш и за училиштето и за сите, даваат шанса. Меѓутоа, мене ми се дешава ситуација кај што никогаш не ми дала математика. Значи тоа беше моето дно. До ден денеска сум таква. Меѓутоа, секогаш сум се трудала. И доаѓа ситуација кај што спремам патронат, имам драмска секција секој ден, имам еколошка секција секој ден, одам во дебатен клуб исто така, и тој период работевме и проект со меѓуетничка припадност и работевме секој дневно во библиотеката горе. И плюс си имав пријавено надпревар биологија. И тоа беше еден мојот хорор. Значи тоа беше еден хаос невиден. Се дешава, ова иначе беше втора година средно. И треба да правам тест математика. Тоа е спремање, учење се. И тоа беше конкретно за она синус косинус. Леле, тие некој не знам ни што беше. Ние се тие по физика ги учиме. Она мене ќе ми преве за синус и косинус. Мене само синусот ме боли, толку имам да кажам. Она мене тука ми изведува нешто у формула синус, а после косинус ќе ми го изведе, ја тоа математика го немам учено, јас само се бунам. Тоа е хаос еден. Да. И мене ми се дешава, значи професоркава ги дели тестовите, професорката Тина Бабовиќ, и јас добивам двојка. Тоа е мојата прва двојка во живот. Јас сум, значи, готово. Мене, при тоа се дешава 7 час, втора смена, предродителска. Ја готово. Значи, луѓе крај. Тоа беше смак света за мене. Нема, како што ќе правам сега овде? Двојка, не може од дневник двојка да стои. Каде двојка?
Што ќе правам со двојкава, кај ќе ја ставам на глава или ќе се ја ставам Не, дома, што ја брат? правам? Се враќаш дома, викаш двојка имам, вака те гледаат не подолго. беше така. Моето беше подраматично малце. Јас ја добам двојката, звони, ја рикам. Ја почнувам да рикам. Мајка ми у ходник надвор чека да влезе на родителска. Ја рикам, луѓе готово, значи крај, нема опоравување од ова. И жена ме гледа, добро што ти е, чекај, застани. Ја двојка, готово, крај, хаос. Онака нема што и професоркава доаѓа до мене и ми вика, добро, што ти е? Смири се полека. Ќе поправаш, ќе одговараш, све, знаеш. Ја, за мене тоа беше кочница. На некој начин беше као, добро, стоп, не може се. Дај пробај 2 работи, ама од двојка мора да ја поправиш. И таа втора година се повлеков од надпревар биологија, затоа што драмската секција секогаш беше дел од мене, тоа нема откажување. Па да и тој ти бил смерот, тоа ти е љубов, тоа ти е... Да, тоа беше мојата определба и не можев никако да се откажам од еколошкиот клуб кој што го работев. И затоа што бев јас некако дел од тој еколошки клуб го водев и луѓе, јас учев месец дена за одговарањето по математика. Идев на часови, не знам што све не правев. Се од себе си дала за таа двојка. Сите што беа ПМА, у овој случај твојот клас, јас пошто бев на првиот спрат, ствари, призем е прв и втор, јас ги собрав сите од втор спрат горе, ПМА и ПМБ класови, и ги седнав сите најдобри што ги знам што учеа, ги седнав сите у МТП. Ние имавме окупирано цел кафич за мене да ми се објасни децимали, дробки, синус, косинус, се што се учеше, за да можам да одговарам. И тоа беше, јас одговарав 45 минути. И прашањето е, па што поправи? Во 4-ка. Не стигнав до 5-ка. Толку пробување, толку све од тебе за 4-ка. 5-ката беше на 10 јуни поправена. Добро, Чекај. Битно си стигнала до 5-ка, тоа е најбитно. Беше на крај со многу напор. Со многу напор, уште едно таков собир, како код, како собрание беше тоа. 4-тото заседение на АСНОМ. МТП беше АСНОМ. Да. Апсолутно. Седи, еве, со свеќе пишуват. Печати ми се става на секоја добро решена задача, ја давав на секој ученик од ПМА да ми се потпише, да ми ја, значи тоа беше со црвени пенкал да ми шкртале. Чи ние имавме засебно средно у МТП направено, со председатели, со све беше... Тутор, брат, седи Тутор, со тебе шкрта, не ти е точно. Free will тутор имав ја од тој период, да, апсолутно. Ако можеш да се вратиш назад, би направила нешто поинаку или би се кажала ај од почеток? Од почеток. Никогаш ништо не би сменила. И се што зборевме и цел тој хаос, никогаш ништо не би сменила. Имам створено прекрасни контакти, имам створено прекрасни спомени и од професорите и од луѓето со кои што учев и некако Георги за мене не беше обврска дека морам да одам во средно, него за мене Георги беше приказна. И тоа беше едно прекрасно поглавје од мојот живот, на кој што на копча да ме даеш рестарт, одма ќе го мавам само за да можам да се вратам таму. И гледајќи се што се случува сега во нашето општество, дефинитивно би се вратила на мојата средно, затоа што тоа беше едно друго време, едно друго доживување за мене. Тука имам да те прашам, кој е совет кој што ти би го дала на учениците кои еве сега ќе се запишуваат прва или се веќе прва, биќе се пак од трета, четврта, втора, веќе го имаш сознаено школото, ма за некои што се по прва или сега на запишување. Таа е голема одговорност. Не знам, секогаш на луѓето им кажувам немој да се плашиш од тоа да бидеш различен. Значи, уникатноста кај луѓето е тоа што направи сите посебни. И не е ништо страшно да сакаш да бидеш дел од драмска секција, не е ништо страшно да сакаш да бидеш дел од еколошка секција. Не е страшно да сакаш да бидеш дел од печатот на училиштето. Не е тоа нешто страшно и срамота или не знам што, дека мораш секој ден да бидеш искочен во МТП или да бегаш она табу што го збориме, да бегаш од часови, тоа пример ќе има еден што ќе остане, што сака да одговара, апсолутно.
сите сме многу различни и токму е тоа што нас не прави да сме секој посебен човек и секогаш и тоа и на себе сум пробувала да си го кажам, иако тоа не сум успеала да го применам. Да. Пробај од една работа. Не пробувај од 5 од 6 наеднаш, затоа што кога влегуваш тој прв ден во средно, не знаеш кој си, не знаеш што си, не знаеш што сакаш да бидеш и затоа е средното училиште наменето за да те проба да те насочи, да те доизгради во тоа што сакаш да бидеш. И не е страшно да пробаш, се да пробаш, и гимназија, и струка, и се што те интересира, да пробаш и да го осознаеш, затоа што јас се најдов во ситуација, затоа што бев толку расчленета низ многу работи, се најдов во ситуација каде што јас не знаев што сакам да студирам. Истата ситуација тој. Истиот проблем се наоѓа. Баш денеска на 4-ти зборав со класната, бејќи јас ја не спам многу, знаеш. Блиски се пак председател сум за се можно под небото ја контактирам класната. И по случајен избор мене ми даваат ливче за кариерно советување. И јас ливчево го решавам на сите 3 подрачја каде што јас сум збунета, на сите 3 5 просек. И она ми вика избери си едно, имаш позади работа кој што можеш да видиш кој што ти ја препорачува во ливче. И сите 3 работи помеѓу јас кои тука дебатирам, имам некаква дилема помеѓу нив, мене ми спаѓаат. И ја љута мртва и го подавам тоа ливче, да викам класна, никад више пак вакво ливче ја не ми дадете. Јас тука мртва нервозна, прв час од еленски понеделник, мене кариерно советување ми давате. И ја претходно 3 дена поред се премислувам шо кај терам, како терам, некако сите ми личат како да знаат што прават. И класната ми вика, добро, ајде, и викам, може ли на кариерно советување горе да ме пратите? Да, утре на 4-ти ден на кариерно советување. Сега, може би звучи чудно, бијќи сепак сум прва и сега ја барам кариерно советување, но мислам дека изборев со многу деца кои што имале шанса да зборат со постар за нивната кариера и за се тоа. Ми викаат моментот кој тебе некој ќе те насочи кон точно поле кон некоја работа, почнеш да се фокусираш повеќе на тој предмет. Така. Не ти е веќе да луташ од десно кон лево, па не знаеш кај, туку друга слика добиваш за тој предмет и почнеш да уживаш, бијќи така не работи нас мозокот, дека кога некој ќе те пренасочи на едно нешто, почнува да се свиѓа и навистина сакам да видам што ќе ми каже, искрено мака кажам што совет би ми дала, ама мислам дека кога си така запишана многу во наставни активности се губиш. Иако ти исполнува, се губиш на некој начин. Веќе не знаеш каде да тераш. Да. Затоа што има неколку од професиите кои што мислиш дека ги сакаш. Јас, пример, ќе бидам најотворена, јас бев многу изгубена. Значи, јас може би делував од надвор многу прибрано и собрано и се, меѓутоа позадината на тоа е корнење коси по дома, затоа што јас дојдов у ситуација 4-та година, јас имав пополнето 5 пријави за упис. За различни 5 факултети. Јас не знаев што сакам да правам. И затоа што јас до крај бев ангажирана секаде, и председател, и подпредседател, дури благајник бев едно време. Мојот најголем страв. На апсолутно 4 години поред основно бев благајник и председател. Повеќе малтретирање, повеќе немаш веќе, некој нема ти донесе пари, треба да дадеш утре пари, ама треба да дадеш утре пари од 7:30, ќе ти донесу 7:40, па ти на тој му се извинуваш и цел огромен круг е, а најлошо собирање на крај на година за класа нешто да купиш, тоа ми е најголем страв. Сите се на одмор, сите се на одмор отидени, почиње јуни, пола клас вали, никој не ти крева на кафе, се па ги бркаш, ги креваш, дај ми 300 денари, друже, 300 денари, те молам, ружа да купам, човек. Голем хаос е тоа и така, голем страв. Ама, мислам, еве, затоа што си ти прва година и конкретно ќе ти го кажам тебе, ама ова значи за сите други луѓе, окей е да си изгубена. Окей е да не знаеш што со себе и многу е поинтересно кога си изгубена во позитивна смисла, каде што имаш еден куп работи околу тебе и цело време правиш нешто, затоа што јас прво сакав да бидам правник. Потоа сакав да бидам на катедра по македонски јазик и литература на филолошки факултет.
Потоа се префрлив кон драмски факултет, односно драма, односно нели актерство. Потоа отидов кон потоа се вратив на правен факултет, отидов на медицина и од медицина завршив на економски. Така што окей е, затоа што ќе си го најдеш својот пат, ќе видиш кој е што ти исполнува најмногу и сепак на крајот на денот со сите тие активности кои што ги имаш, си викаш ова ако го учам го имам веќе искусено, не ми се допаѓа. Ај ова нека отпадне. Ај да пробаме тука, да видам што мислам за ова. И некако почнуваш по пат на елиминација да го градиш тоа што го сакаш. И иако во средно си можеби до крај ќе бидеш дел од сите тие активности, ќе имаш оформено некое размислување за тоа што сакаш да бидеш. Да, и точно ќе знаеш што очекуваш во секоја во наставна активност, веќе знаеш. Ја почнав, се градиш како личност. Да. Ја прво почнав со некако ми се засвига идејата на психолог или дефектолог и бевкам ова ми се свига, пошто цело време давам совети, па нешто објаснувам, па ќе ми дое другарка ќе објаснуваме на неизе и ми се свига идејата да работам како психолог. Многу ми се свигаше таа идеја, но бевко ај не психолог, ај адвокат. Ај да право, сите знаеш. Сите стигнавме до правото. Сите стигнавме до правото. Сите ние прави по законот. Одиме и бевко ај, знаеш, адвокат, знаеш, ме бива на некој начин таму, стварно можам да си истакнам. Можеш искрено. Да, нешто тука можев. После тоа бевко, чекај, маци, математика и архитектура ми иде, и бевко... Тоа е тоа. Стигнав до архитектура и бевко, биологија ми се свига, нешто со фармација. Рипа прва година си. Да. Ова све мене ми се вртеше у глава од 1 септември до октомври. Толку е мал простор. Секако. И седав јас во ноември, декември, и седам јас бунета. Викам, што ќе правам ја? Па дури почи маркетинг да ми се свига, бевком, ова интересно, некако штима. Тоа е мојот смер. Викам, ова нешто штима, би се запишав на академиите за маркетинг, бевком. Нешто тука ме бива, нешто интересно е ова. И после тоа работиме за кампања за Сайзер, требаше сликам и бевком, мене камерата ми иде. Чекај. И од таму се изгуби во секоја можно подрачје, се пронајдов во све, и на крај одлучи дека ќе почнеме на фрибол, брат, сек да дотирам, знаеш. Чекај, маца, да дам тука апчиња да ти понудам, да те сликам и за на свадба, ако сакаш, нема проблеми. Од се по нешто. Така да, окей е да почнеш од една работа и да се надоградуваш и окей скроз да се изгубиш во тоа што го правиш. На крајот, што е поважно? Оценките или искуството и како да не се изгубиш во ниедна од двете. Иако те прашав, сакам во најмала реченица, нека како совет да го дадеш. Чекај малку. Никогаш нема искуството да се обнови и да се врати и од искуството се градат спомените. И за да бидам денеска дел од овој подкаст и да можам да слушнам дека многу професори ти кажале за мене, толку ме исполни тоа и оценките да, и се тука и се поправаат и киксовите се тука и грешките се тука за да учиме од нив, меѓутоа искуството ги прави спомените. И никогаш на никого не би му препорачала да се откаже од нешто за да како компромис за нешто друго. Пробај двете, види, битно е да успееш во едно. Ако другото нешто малку ти зафалило, окей е, ќе го надокнадиш. Ама пробај ги, зашто да не? Пробај да... Мислам дека ако во нешто знаеш дека не си успевал, ќе го најдеш, пак се многу блиску поврзано, секоја во наставна активност е толку поврзана една со друга и мислам дека искуствата самите се спојуваат и иако си имало лоши искуства во другата активност или во другиот клуб каде, знаеш, ќе го пронајдеш пак и можда пак ќе ја пробаш таа активност. Некако цело време се сите поврзани, пике на крај на денот сите се под капата на училиштето. Секогаш е со тие гранки, све тоа и ти стигаш на крај пак до дрвото, значи ти можеш да фатиш од таму и пак ќе се вратиш на истото место и мислам дека тоа е најубавиот дел од активноста, бидејќи се стекнуваш искуство. Оценките ќе се дојдат сами, ќе се потрудиш, ама со тоа што ти само имаш одговорност да се на толку активности, за толку да се трудиш, исто така го имаш и за оцените. Иако може да имаш кикс, иако може да имаш лоша оцена, се на крај ќе се поправи. Можеш на 14 јуни да дојдеш да поправиш. Можеш. Да, 10 ќе го рипнеш на 14 ќе дојдеш да поправиш, ама знаеш, просекот на крај
секогаш на крај испаѓа добар ако си бил со дисциплина цела година за се. Знаеш како, лошо искуство не постои според мене. Постои одлично искуство и постои искуство од кое што можеш да научиш. Лошо искуство нема според мене затоа што да, можеби ќе пробаш нешто што не ти одговара и во кое што еве не да кажеме не си успел, него не си се пронашол, да речеме. Меѓутоа од тоа искуство можеш да научиш да, ова мене не ме интересира. И ова можам да го земам овој аспект од ова искуство и да го применам во ова искуство. И тоа е се дел од процесот на надоградба и процесот на градење на личност. А исто така, за одговарањето што кажа, значи, јас бев професорката Ирена по германски, доколку го гледа ова, многу ќе се смее во оваа ситуација. Јас бев, немав некоја одлична оценка германски, меѓутоа многу се трудев, стварно. Знаеш, она не оди, ама се трудиш, даваш се од себе. Професорката секогаш вложуваше максимум во нас, затоа што не бевме јазичен клас. Не бевме специјалната билингвална паралелка, него бевме обичаен германски смер, меѓутоа многу се трудевме. И јас, затоа што тој период многу спремав и работевме за новогодишна кампања со лица со посебни потреби и слично. Таа кампања беше толку многу драга, што јас малку да речам го запоставив учењето и полугодието го поминав можеби на среќа. Значи повеќе беше на среќа кај што нака ти се гаѓаат прашањата, ти се гаѓа тестот. Меѓутоа доаѓам до ситуација каде што јас треба да имам 4 за полугодие германски. Тоа нема шанси кај мене, тоа не се дешава. Тромесечие, окей, доаѓаш до полугодие поправаш. Полугодие 4, нема шанси. И доаѓаме со професорката во ситуација кај што она мене ми вика, окей е, као ќе поправаш на крај, ќе имаш 5, ќе го средиме, знам дека учиш, знам дека се трудиш. Нема теорија. Јас се појавив луѓе на 31 декември во 10 саат на одговарање германски у второ 7. Цело моје друштво се спремаат за денска во плей во Ситимол. Јас идам да одговарам германски. И јас завршив со одговарање германски, професорката ме виде, се прекрсти 3 пати и ми вика, шо правиш, дали си нормална? Ја отидов, одговарав пола саат, отидов после тоа у Манго, си купив нови фармерки за денска журка и отидов на Нова година. Сабајлета, значи мојот ден беше една апокалипса ми се деси тој ден, кај што не знаев што се случува. Идам да одговарам после на славење и после тоа се собираме цела генерација да славиме Нова година сите заедно. Така што за се има време. За се наоѓа време. Ако сакаш ќе најдеш време. Ако сакаш ќе најдеш, иако професорите се крстат од тебе, ќе најдеш време. Ама на крај на денот и тоа има драго биќе се гледа дека се трудиш. Ако не ти значело, немаше да се појавиш, мислам. И многу е до професорот. Да. Многу е до професорот, мислам, нагласив само неколку, меѓутоа сите кои што беа дел од моето искуство во средно, сите професори се навистина толку големи професионалци, толку јаки психолози, толку се сите на место професори и секогаш се тука да ти дадат тоа на ветар во грбот. Така да не можам ниеден да одвојам да кажам овој професор беше умилен, како катедра сите беа прекрасни. Мислам дека за разлика, па ќе спомнам од особено во средно секој наставник е толку, не можам да кажам овој наставник е лош, биќе секој наставник си има толку врван во неговиот дел и неговиот предмет и се тоа, не можеш да кажеш како ова е лош професор, не ми дава да одговарам, но зошто не ти дава да одговараш? Секогаш има зошто. Нема, многу се намалува неправдата во средно, бијќи сепак е друго, мислам, не знам, он пробува да те пренасочи во нешто друго, се ти ако нема даеш шанса, фала Богу, дека вие ќе застанете и ќе се кочите еден со друг. Да, така е. И он те гледа каде си стакнуваш, каде не си стакнуваш, биќе сепак они седнуваат. Ето го кафето, ето го мавето, те зборат толку, значи ти ако си по-истакната повеќе професорите знаат, ќе те зборат, ќе знаат каде треба да се потрудат повеќе, каде ти треба да се потрудиш повеќе. И многу е тоа еден круг. И тоа беше тоа од првата епизода со колаборацијата помеѓу Ѓорги и Нустарс. Не забравете subscribe за повеќе епизоди. Ова ќе биде серијал, затоа ќе може да гледате повеќе епизоди понатаму. И како за на крај можеш да си кажеш што ти е твое мислење за целата епизода?
Јас само сакам да се заблагодарам од срце. Ми беше голема чест и голямо задоволство да бидам тука денес со тебе и да бидам дел од индиректно да бидам дел од патронатот на моето училиште. Така што ви благодарам уште еднаш и се надевам се гледаме во наредна прилика. Чао, чао. Чао!